ден и добродојавте во уште едно издание на Формула 1 на македонски. Конечно, добри вести. Најава дека сепак можеби оваа година ќе добиеме и нова сезона во светот на Формула 1. Најава дека сепак сезоната ќе започне на 5 јули со големата награда на Аустрија негде кон средината на летото, значи зад затворени врати, без публика, но сепак ќе добиеме шанса да ја започнеме оваа сезона. Стигнуваат охрабрувачки вести од насекаде, од сите страни на светот, како полека стивнува оваа пандемија, како полека стивнува и стравот од оваа пандемија, како подобро ги разбираме сите околности кои се поврзани со нејзе, сепак можеби ќе имаме сезона, значи не е се загубено. Од Формула 1 предвидуваат негде помеѓу 15 до 18 трки, се зависно како ќе се одвива целата ситуација и се зависно како секоја земја индивидуално ќе се справи со ова зло. Видовме дека според најавата негде сезоната, како што веќе напоменав, би започнала во јули и тоа со европски трки. Силверстон исто така најави дека ќе одржи Гран При зад затворени врати, значи без публика, па негде во септември, октомври да се префрлиме на азискиот полуконтинент и да се префрлиме понатаму кон Австралија, значи кон декември, кон потоплите крајеви, каде што тој период од годината во тој дел од светот е лето, така што можеби навистина ќе добиеме некои 15 до 18 трки и со 15 трки верувам дека сите би биле задоволни во оваа ситуација. Ако имаме 18, би било тоа уште подобро. Така да има зрак, надеж дека сепак после се светот полека ќе се врати во нормала, дека ќе добиеме каква таква Формула 1 сезона. Оние кои следат Формула 1 од поодамна се сеќаваат дека 15 трки едно време беа и многу во една сезона. Така да стиснати палци држиме сите за да добиеме конечно уште едни охрабрувачки вести и да ја стартуваме оваа сезона која толку многу ја очекуваме. Во другите брзи вести кои ги одбележаа овие изминати денови од светот на Формула 1 е тоа дека Ферари наводно повторно се заканува дека ќе ја напушти Формула 1, на тоа се надоврза и Red Bull, кои остро се спротивставуваат на новите најави дека оној буџет кап кој веќе е определен од 175 милиони долари дополнително би се намалил на 150 милиони долари, а понатаму дури тој би се спуштил и до 125 милиони долари како би обезбедил рамноправен терен за игра и како би обезбедил долговечност на помалите тимови кои не можат да обезбедат енормни финансии да се направуваат во Формула 1, а сепак имаат капацитет и можности да го сторат тоа. Треба да разберат луѓето, имаше многу портали веднаш ги нападна, би рекол, социјалните медиуми со наслови како Ферари заминува од F1 и таква некоја жолта штампа, ја би рекол што наликува на времето од M-Express, оние кои се постаре сигурно се сеќаваат каква тешка, патетична жолта штампа беше M-Express, затоа ве молам да не наседнувате на вакви наслови, треба подобро да ги разберете овие ситуации. Ферари како бренд, како најголем и најмокен бренд во автомобилизмот и во мотоспортот воопшто во светот, единствено и само единствено се преварува во Формула 1 и тие имаат одредена буџетска рамка, одреден лимит на пари кои сакаат, можат и треба да го потрошат за да можат понатаму да се развиваат себеси и да се представуваат во најдобро светло. И Ферари, ако не може да го искористи целиот свој капацитет кој го поседува, човечки, финансиски и секаков како сакате, нема едноставно да се преварува во Формула 1 и тоа не е некоја стара закана или нова закана, туку тоа е едноставно реалноста. Истото го сметаат и од Red Bull, меѓутоа од Red Bull е малку поинаква сликата и тие два тима тврдокорно се држат дека нема попуштање или намалување на таа веќе договорена буџетска рамка од 175 милиони долари. Според мене сосема доволна, меѓутоа во тие 175 милиони долари требаше да влезат и платите на возачите и останатите трошоци кои сега не се предвидени во тие рамки, предвидени се само трошоци за развивање на болидот и за надпреварување во самата сезона. И другите информации дека Фетел наводно не го обновил својот договор со Ферари и дека Ферари веќе најавува негова замена. Во игра биле тројца возачи, Карлос Саинц од Мекларен кој му истекува договорот кон крајот на оваа сезона со Мекларен, Даниел Рикјардо кој му истекува договорот кон крајот на оваа сезона со Рено и можеби повратникот Фернандо Алонсо. Повторно кликбейт наслови, Алонсо се враќа во Формула 1, луѓето бараат внимание, бараат кликови, меѓутоа вистината е дека само ова е дел од еден преговарачки процес. Нормално дека Ферари е аут
и секогаш ќе има уште карти во ракавот, бидејќи Ферари е големо име и секој сака да вози за Ферари, а Фетел е само еден возач, без разлика на неговите одлични квалитети и без разлика на неговите 4 шампионски титули, тимот секогаш доаѓа на прво место, така да ова е само дел од играта, дел од преговорите. Сигурен сум дека Фетел нема да дозволи да не потпише нов договор со Ферари и сигурен сум дека Ферари нема да дозволи да не потпише нов договор со Фетел, бидејќи тие меѓусебно одлично се вклопуваат и сега за сега, иако нема шампионска титула, имаат доста добри резултати. Ви благодарам уште еднаш што го следите канал Формула на македонски. Би сакал да ви слушнам вашето мислење на овие 3 теми кои ги откорнавме во овие брзи вести. Дали ќе имаме нова сезона, дали навистина ќе започне сред лето, дали Ферари и Red Bull ќе се согласат за понатамошно кратење на буџетите и дали Фетел ќе потпише со Ферари. Ви благодарам уште еднаш и се гледаме во некоја следна прилика. Поздрав!